Оние кои го признаваат Бога во сите околности се навистина благословени. Таквата личност може да се смета за најмудра на овој свет. Ајде да ја погледнеме книгата 1 Коринтијаните поглавје 2, стих 12. Но ние не го примивме духот од овој свет, туку духот кој доаѓа од Бога, за да го знаеме она што ни е дарувано од Бога. Па тоа и го проповедаме не со зборови научени од човечка мудрост, туку научени од мудроста на Светиот Дух, толкувајќи го она што е духовно со што треба да ги објасниме духовните реалности. Духовни поими. Никогаш не смееме да си дозволиме да бидеме измамени од обидите да ги гледаме духовните работи од чисто физичка перспектива. Како тогаш можеме да ги распознаеме духовните работи? Со духовни поими. Стих 14. Телесниот човек не го прима она што е од Божиот дух, за него тоа е безумство. Во Бога тоа се смета за голема мудрост, но за оние без духот, како изгледаат работите што доаѓаат од мудроста на духот, тие ги сметаат за безумство. И тие не може да го разбере, зашто тоа треба со помошта на што? Духот да се испита. Мудроста што ни ја дарувал Бог не е иста како мудроста на овој свет. Што рекла Марија, мајката на Исус, на свадбената гозба во Кана? Таа им рече на слугите: се што ќе ви рече, направете. Тоа било затоа што таа знаела и верувала дека сите богатства на мудроста и знаењето се скриени во него. Затоа им наложила да прават точно како што тој рекол. Исус рече: наполнете ги садовите со вода, и слугите ги наполнија до горе како што им беше кажано. Нацрпете сега и однесете му на старосватот. Кога го направиле тоа, се открило дека виното има мистериозно прекрасен вкус. Иако слугите ги наполниле садовите само со вода, таа вода се претворила во вино. Ова се случило затоа што направиле токму онака како што им рекол тој. Бог, Светиот Дух, Христос Ахнсхангхонг и Новиот Ерусалим, небесна мајка, невестата на Духот, не дошле на оваа земја во тело без значајна цел. Тие дојдоа на оваа земја со цел да спасат. Затоа, кога апостол Павле им пишал на членовите во Коринт, рекол дека Божјата мудрост, без разлика колку незначителна може да изгледа, е поголема од мудростта на најмудрите луѓе. 1 Коринтијаните поглавје 1, стих 25. Зашто Божјото безумие што? Помудро од луѓето и Божјата слабост е посилна од луѓето. Потоа, наместо да се потпираме на нашата ограничена мудрост заради нашите души, треба да се потпреме на мудроста на Небесниот Отец и Мајката. Би сакал уште еднаш да ве замолам да имате мудрост и вера да го следите Бога каде и дан водат до крајот. Ви благодарам многу.